Американскиот државен секретар Антони Блинкен пред законодавците во Конгресот рече дека барањето на Меѓународниот кривичен суд за апсење на израелскиот премиер Нетањаху ги загрозува надежите за прекин на огнот во Газа. Речењето на Блинкен доаѓа додека прогресивците ја критикуваат администрацијата на Бајден поради незината поддршка за Израел. Од Вашингтон се јавува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, што друго порача Блинкен? Сунчица, добро вечер од Вашингтон. Најавата на Меѓународниот кривичен суд дека ќе се бараат глобални налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху и водачот на Хамас Јахја Синвар за наводите за воени злосторства најде на двопартиска критика на Капитол Хил. Највисокиот дипломат на Соединетите држави вели дека соопштението на Меѓународниот кривичен суд ги комплицира преговорите за прекин на огнот во конфликтот што започна на 7 октомври, кога Хамас го нападна Израел, убивајќи повеќе од 1200 луѓе и земајќи околу 250 заложници. Блинкен рече дека изедначувањето меѓу Хамас и раководството на Израел е срамно и тоа може да го комплицира процесот за постигнување мировен договор. Мартин, какви се реакциите од законодавците? Сунчица, демократите го предупредија Блинкен дека светот го следи одговорот на САД. Демократскиот сенатор Крис Ван Холен рече дека владата на Нетањаху долг временски период од 7 октомври до денес не ги почитувала меѓународните норми кои се бараат од неа да го олесни и да не го ограничува или одбива доставувањето хуманитарна помош до луѓето во очајна потреба. Највисокиот републиканец за надворешни односи во Сенатот, Джим Риш, рече дека САД не прават доволно за да го поддржат Израел. Администрацијата му наметнува трошоци на Израел. Мора да престанете да го обвинувате Израел. Израел нека го отстрани Хамас од Газа. Тоа е единствениот начин да се оди напред, порача сенаторот Риш. Обединетите нации вчера објавија дека повеќе не можат да пристапат до операциите за помош во Рафа. Блинкен на законодавците им рече дека САД го предупредиле Израел дека неговата офанзива во регионот може да биде длабоко штетна за цивилите. Сунчица? Благодарам, Мартин. Мартин Николовски се јави од Вашингтон.